Добро утро уште еднаш, така Анита, денеска е светскиот ден на талентираните деца. По тој повод ние се наоѓаме во основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром, каде што во наредните неколку минути ќе разговараме за тоа колку е значајно навреме да се препознае талентот кај учениците, но и како правилно понатаму да се пренасочат учениците во иднина за тој талент секако да се искористи правилно. Со мене на оваа тема денеска е оделенската наставничка Маја Божиновска. Маја, добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро и на вас. Така, најпрво би сакал да ве прашам кои се најраните знаци дека одреден ученик поседува особен талент кон одредена област и што е она што го издвојува од останатите? Првиот знак е брзото сваќање, додека на другите ученици се оди по стапката чекор по чекор, талентираното дете веќе го гледа крајниот резултат. Исто така се забележува одреден фокус кон одредена тема, интензивен фокус на тоа дете. Потоа тие деца имаат поизразен вокабулар, понекогаш знаат да понудат и некое логичко решение на некоја проблемска ситуација во ученицата. Сето тоа ги издвојува како први знаци за да можеме да забележиме дека се работи за некаков талент кај тој ученик. Така, како вие како наставник ги препознавате талентираните ученици во смисла дали користите одредени методи како посебни тестирања, наблюдувања, како оди во тој дел? Ние користиме различни методи и постапки. Користиме диференцирани задачи кои што се потешки и бараат критичко размислување. Потоа користиме стандардизирани тестови за интелигенција и за постигање на ученикот. Потоа исто така користиме и портфолио кој што се изработува за секој ученик и таму ги впишуваме сите постигнувања и се следи одреден период. Потоа, но како најкорисна алатка е кога детето ќе се вклучи во некој отворен пакет или проект каде што неговата креативност и талент може да дојде до полн израз. Така, кажете ми, дали талентираните деца секогаш се препознаваат во оценките, односно се одлични, или не е секогаш тоа мерило и главен показател дека одредено дете е супер талентирано, би рекол? Оценките не се секогаш показател за талент, бидејќи имаме така наречени таленти кои што не може да се забележат веднаш или неоткриени таленти, бидејќи на таквите ученици понекогаш училиштето им е здодавно и може да извадат просечни резултати по предметите кои што се математика, јазик и така натака, но може да биде извонреден во музика, во уметноста, да покажува многу голем интерес за некој вид на спорт. Така што не секогаш треба да се водиме по бројките кои што ги гледаме во дневникот за да се препознае дали некој ученик е талентиран или не. Така, тоа им беше следното прашање, колку се значајни оние вонучилишни активности или одредени активности кои што низ игра и низ смеа ќе ги рекреираат децата, а на крај ќе излезе всушност дека овде е нивниот талент. Така знаете како прво интеракцијата и комуникацијата со децата е многу важна, бидејќи ние го следиме емоционалниот развој на секој ученик. Од тука откриваме дали кај некој ученик се развила лидерска вештина, кај некој, например, се зголемила емпатијата, некој почнува да размислува надвор од рамките и тогаш ги вклучуваме во разни, го спроведуваме, дали е кон соодветен надпревар, го вклучуваме во некаква секција, па дури понекогаш се посочува на родителот да се вклучи во некоја надворишна институција која што ќе може да му помогне за талентот да се изгради и да дојде во полн израз. Колку се родителите клучни во овој процес кога ќе се препознае одреден талент кај дете, кај ученик? Нормално дека родителите се можеби едни од најклучните. Ние можеме талентот кај ученикот да го препознаеме и ние работиме на тој талент, меѓутоа доколку ученикот нема поддршка од родителот, за да се надградува, талентот е само почеток. А трудот понатака и инвестицијата во тие деца се тоа што носи резултати и успех понатака. Така, конкретно во училиште сте работеле со такви деца, како оди тој процес и како, например, како наставник да се насочат овие деца за во иднина да продолжат по тој правец, односно да го зачуваат талентот и да го градат и во иднина. Така. Навистина ние наставниците многу се трудиме да ги препознаеме талентираните деца.
бидејќи клучот е во менторството. Ако правилно се спроведе ученикот, нели му се покажа правилниот пат, нели покажува успех по разни надпревари и се насочи, ученикот дефинитивно неговиот талент ќе се надградува, нели? Наша задача исто така да ја зголемиме само довербата кај учениците и нормално не само довербата, туку и да се направи една работна дисциплина за која што понатака многу ќе му значи во однос на тоа како тој ќе се изгради и како тој ќе го искористи својот талент. Така. Ве прашав за тоа како наставници, со кои методи, како ќе препознаете талентиран ученик, меѓутоа ме интересира колку е тешко, временски, например, дали е потребен одреден временски период или веќе можете бргу да препознаете кога одредено дете е талентирано? Па знаете како, кај некои ученици веднаш се забележува талентот. Како што разговаравме, учениците веќе уште во предучилишната возраст посетуваат многу во наставни активности во предучилишни установи и учениците доаѓаат тоа што е веќе нели талентирано дете со многу малку предзнаење. Ученикот веднаш можеш да го препознаеш дали има одреден вид на талент или не. Меѓутоа има ученици кои што навистина поради недостиг на самодоверба едноставно многу е тешко да се открие, меѓутоа нашата постојаност или трпеливост, работа, комуникација, интеракција и соработка со родителите, кога ќе се забележи, секогаш сме наидувале на разбирање и секогаш сме имале успех и напредок на тој ученик. Така, ви благодарам многу на овој разговор. Ви благодарам и јас на вас. Со оделенската наставничка Маја Божиновска од Основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром во Скопје на Светскиот ден на талентираните деца разговаравме за тоа колку е тешко да се препознае талентот кај одреден ученик, меѓутоа и како правилно да се пренасочи за во идни на ученикот да го искористи тој талент секако во текот на својот живот понатаму.